ми представува особено чест и задоволство да ја поздравам и да го отварам денешниот настан, на кој што ќе бидат презентирани резултатите од студијата за малите стопанственици и семејните земјоделски стопанства во Република Македонија во рамки на проектот поддршка за спроведувањето на регионалната иницијатива за зајакнување на малите собственици и семејни фарми финансирана од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Проектот се спроведуваше истовремено во неколку земји од регионот. Основната цел на овој проект е да се создаде една платформа од сеопфатно знаење за потребите, предизвиците и препораките со кои што се соочуваат малите собственици и семејните фарми, која ќе помогне во идните политики и мерки кои што ќе бидат од корис на оваа категорија на земјоделци. Руралните области во Република Македонија, но и во останатите земји од регионот се соочуваат со проблеми карактеристични за земјите од транзиција. Интензивна депопулација, ниска активност на пазарот на трудот и бавен процес на реструктурирање на земјоделските стопанства. Структурата на земјоделскиот сектор во Република Македонија се карактеризира со постоење на голем број на мали земјоделски стопанства со ограничени производни можности кои произведуваат ограничени количини и неусогласен квалитет на земјоделски производи. Според податоците за структурата на земјоделските стопанства, во 2016 година во Македонија имало околу 180.000 земјоделски стопанства, од кои што само 280 правни лица. Просечната големина на земјоделското земјиште по земјоделско стопанство според податоците за 2016 година изнесувало 1,8 хектари. Сепак, околу 60% од земјоделските стопанства се во категорија која што обработува помалку од 1 хектар земјоделска површина, а околу 20% се во категоријата на земјоделски стопанства со 1 до 2 хектари. Системот за идентификација на земјишните парцели, воспоставен во рамките на Министерството, покажува дека најголем дел од парцелите се помали од 0,2 хектари. При тоа, индивидуалните стопанства поседуваат повеќе од 80% од обработливото земјиште, а остатокот од земјиштето е во државна сопственост. Овие податоци го потврдуваат фактот дека земјоделските стопанства во Македонија се карактеризираат со многу мали и фрагментирани земјоделски површини, кои ги ограничуваат нивните приходи, го прават производството неефективно, нерентабилно и континуирано ја загрозуваат одржливоста на земјоделската дејност. Малите производни капацитети на овие стопанства ја ограничуваат и премената на современата технологија, а моменталната техничка опременост е недоволна и застарена. Заради овие причини, тие се ретко специјализирани. Земјоделското производство е главен извор на приход во руралните средини, но бидејќи воглавно се карактеризира со ограничен капацитет на производство, тоа не обезбедува одржлива благосостојба на поголемиот дел од земјоделските домаќинства. Почитувани, земјоделството представува значајна стопанска гранка од економијата на Република Македонија и со своето учество во бруто домашниот производ од 13%, вклучувајќи и преработувачката индустрија, е трет по големина сектор во земјата по услугите и индустријата. Земјоделството обезбедува приходи и вработување на приближно 17% од работната сила во државата, иако реалниот придонес го надминува и овој процент. Стратешките цели на политиките на владата во тековниот период ќе бидат насочени кон подобрување на општата конкурентност на земјоделскиот сектор и развојот на руралните средини, со оптимално користење на сите природни ресурси. Во програмата на владата се утврдени стратешките цели, кои ќе генерираат целосно искористување на развојниот потенцијал и капацитет на земјоделскиот сектор преку зголемување на земјоделските површини и приноси и преку подобрувањето на квалитетот и безбедноста на земјоделските производи. На тој начин ќе се зголемат приходите во сите семејства кои што се занимаваат со земјоделство и со сточарство. Но за ова да се постигне како цел, неопходна е постепена трансформација на постоечката неповолна структура на земјоделските стопанства во насока на специјализирано пазарно ориентирани земјоделски производители кои ќе употребуваат современа техника и технологија во производството. Ќе произведуваат производи со висока додадена вредност и квалитет кои што ги бараат пазарите. Имајќи во предвид дека сегашната структура
на ситните земјоделски стопанства произлегува пред се од малата површина на земјоделското земјиште и фрагментираноста на истото, на голем број поединечни парцели започнат е процес на консолидација на земјиштето. Токму со консолидацијата на земјоделското земјиште ќе се добијат окрупнети земјишни површини со правилна форма, погодна за примена на современи техники, технолошки решенија и соодветни инвестиции. Сегашната структура ќе се подобри со обезбедување на релевантни податоци за соодветноста на културите и сортата за дадени производни региони, зашто веќе започнавме со проектот Реонизација на земјоделството според почвено климатските услови на реоните, изработка на листа на препорачени култури и сорти. Дополнително, обработливите површини ќе се зголемат со инвестирање во системи за наводнување. Паралелно работиме и на подобра организација на земјоделските производители, како и нивна едукација и информирање за придобивките од здружување во земјоделските задруги и едукација за бенефитот од здружувањето и градењето на подобри позиции за нив на пазарот. Предвидената трансформација на земјоделскиот сектор е возможна преку зголемени инвестиции, кои што ќе се поддржат од буџетот во рамките на програмата за директни плаќања и рурален развој, за што ќе се издвојуваат 160 милиони евра, но и преку предпристапните финансиски средства од Европската ИПАРД програма. Почитувани, очекувам од оваа денешна работилница да произлезат корисни информации и насоки за понатамошните чекори за составање на едно модерно, конкурентно земјоделско производство, за што Македонија има огромен потенцијал. Благодарам на вашето внимание.